Стадион. Емисија за вашата вистина. Русија е европска земја и се додека Западот не разбере дека Русија никогаш нема да го пренесе седиштето од Москва или Петровград во Владивосток, ќе има војни во Европа. Значи јас не сум русофоб, као што сака Путин да ги представи тие кои не сме путинки. Но ние сме, јас сум апсолутен почитувач на културата, традицијата на рускиот народ, уметноста, постигнувањата. Русија е дел од светското наследство, можеби прво или второ место ако го земиш по творештво и по креативност на тој народ. За друго станува збор за поведението на политиката, односно вредностите или принципите кои ги промовира западната, да наречам, политичка култура во наводници и источната политичка култура. Сакам да кажеш дека се обидува Запад да ја бутне во азискиот дел, да ја деевропезира Русија, да ја бутне во преградките на Кина. Тоа има различни тези сега, можеби ќе погреши така. Ќе направи поголем проблем за себе. Тоа е битка која трае векови и векови во Европа. Русија секогаш се бори за свое место во Европа, а Западот секогаш тоа го спорува и ги има на подсмев русите. Нивното нели простачко држање, некултура и така натака и така натака. Запад секогаш сака се шири кон исток. Не, Запад секогаш сака се представи дека е нешто повеќе од исток. И тоа јас не го поддржувам. Пак ќе кажам, а Русија сака секогаш на топло море да дојде, а не културите се секогаш за мене се исти културите, која и да е, па и од далечен исток. Зборуваме за поведение на политиката и политичарите, вредностите во кои веруваме. Дали се бориме за владење на народот или демократија, или се бориме за сатрапство, или владење на олигарсите, олигархија. Класичен пример е денешна Русија, каде што народот, гледав денеска снимки на Телеграм канал, руски канал, пошто се другите забранети, гледав една жална снимка, бабички русинки се тепаат среде Москва за кило шеќер, дедовци се убиваат пред камион кој да земе побрзо помош хуманитарна да се прехранат. Зборувам на времето на Сталин. Зборувам во срцето на Москва. Зборувам во срцето на Москва за рускиот народ, не за Киев и украинците. Зборувам за русите на Телеграм, на руски канали. А во исто време другарите на Путин се шетаат со најлуксузните јахти, со најлуксузните хеликоптери, со најлуксузните авиони низ целиот свет. Тоа е тоа што не го поддржувам. Нема разлики во Украина. Тој јас. Има разлика. Така, немаше разлика за времето на Јануковиќ и неговиот портокалов наследник. Но за времето на председателот Зеленски започна да има разлика. И затоа Порошенко мал, затоа што може да умире против кандидат. И затоа е Русија нападната. Се извинувам, Украина нападната, бидејќи започна да практикува поинаква неолигархиска политика. Ако е така, зошто тогаш како една од главните причини за неспроведувањето на минските договори се споменуваат токму олигарсите? Олигарсите во Украина. Олигарсите генерално се меѓу себе другари. И украинците, и русите. Олигарсите ги направија парите од продажба на нуклеарното оружје на Украина на Русија. Они ја ограбија својата Украина, земајќи руски рубли или долари, како сакате, за да ја наводно демилитаризираат Украина, а сушто оние станаат милиардери. Украинските олигарси се најблиските соработници на Путин во целата таа приказна. Битката во Украина и на украинскиот народ е херојска. Тие се борат и против домашните бандити, арамии, криминалци кои толку богата земја, толку од Господ дадено све на таа земја, живее народот во сиромаштија ради тие бандити и се бори и од надворешни непријатели. Но пазете, Русија не е единствениот непријател историски на Украина. Се извинувам, точно Русија на Украина. Тоа е нешто слично како Македонија. Македонија не е единствен непријател, само еден сосед. Ние сме биле напаѓани од сите соседи. Исто и Украина. Украина има инвазии од Германија, инвазии од Полска, инвазии од Австро-Унгарија, па и од Русија. Така да многу е слична историјата помеѓу на Украина и на Македонија. Дури до тој степен слична што Украина после Првата светска војна, значи само неколку години после Македонија беше поделена на 4 дела во 4 различни држави.
нешто што се случи малце претходно на Македонија. Си направи своја држава еден период, па после тоа Ленин која дојде војува истокот и западот, за да 2021 ја обедини или и придодаде, така велат, делови од Полска кои што била. Уште пред Полска била империја на време. Уште пред Втора светска војна Сталин во договор со Хитлер ја окупираа Полска и Украина, ја скршија украинската државност и комплетно Украина со се полскиот дел, оној Лавов дел, пропадна под СССР, под сталинизмот. И така беше се до германската акција Барбароса врз СССР, кога веќе германските војски ја окупираа. И многу е интересно. Ослободителната украинска армија, која се бореше, она армија на независната Украина, која се бореше за независна украинска држава, која се изгинаа милиони во битката и со нацистичка Германија и со сталинистичка Русија, од страна на болшевизмот, од страна на Сталин и неговите наследници, нели Хрушчов и кој беше и Брежнев, исто украинци, беше прогласена за нацистичка армија, за нацистички соработници, предавници на болшевизмот. Зборувате за Бандера, па они навистина се бореле на страната на... Не, тоа е исто... Мислите дека може да се прави некаква аналогија со НДК, со четниците во Србија? Со НДМ, со независна држава Македонија може да се прави комплетна споредба. Ма тоа со ВМРО. Не ослободува дека биле фашисти. Не биле ВМРО, никош не биле фашисти. Сите барале како чаре... Како бугарите се фашисти ако ВМРО не биле, а ВМРО биле кметови соработници. Тако прашање ќе ви постави. Барате бугарите да бидат фашисти, а соработници на бугарите тука биле ВМРО. Не е така. Лидерите на НДМ, од страна на бугарскиот премиер, ајде да речем пронацистот, му изумив сега името, пошто имам негативни чувства за неговата биографија, од тоа што го пишува во неговите спомени за македонците. Така го знаев, јас го заборавив името. Он ги објавува како тврде македонисти кои мора да бидат убиени и ликвидирани. Од неговата посета во Скопје. Така да... И како ги придобија, со давање на функции и кметови? Никој не ги придоби, ги убија. Влезе бугарската армија начело нели со тие болшевишки генерали и ги убија во Скопје. Овие нашите со цвеќе што ги пречекуваат, тие што беа? Не, тие се левото. Не се наши? Не, полека, тоа зборувам за 44-та. Пречекувањето цвеќето 42-та, а бугарите ги пречекуваше со цвеќе акционите комитети од левото ВМРО, од левицата. А знаете ли зошто? Малце е смешно, нели царска армија пречекува левица. Бидејќи во тоа време Хитлер и Сталин беа во коалиција. И левото криво на организацијата, под силно влијание на СССР, ја пречекуваше бугарската армија како армија која ќе не ослободи и ќе ни даде независна Македонија. Како некоја надежда. Левото криво на ВМРО започна да пука во наводници. Секој нов освојувач и шанса да... На бугарите, после студирал меѓу Хитлер и Сталин. Така да знаете, пречекот на царската бугарска армија, на цар Борис III, беше организирана во Македонија од страна на поточковците на Сталин. Тоа мора да го знаете. Историјата мора да се научи во оваа земја, онаква како што била, а не како сакал некој од север или од некаде на друго место да не ги пишува. Пак се враќаме и поштуваме се враќаме околу Коминтерната. Ние си имаме прекрасна македонска чиста како сол за епопеја, за независна државност и треба таа да се издигнеме на ниво на мит, на реална историја и така ќе го решиме проблемот со Бугарија за ЕУ за една недела. А ова само да го завршиме. Ако Михајлов успееше да направи така независна држава Македонија, дали... Михајлов се изеде од тоа, ја предаде таа идеја. Дали таа ќе беше фасистичка? Не, таа ќе беше нешто слично како независна држава Украина или независна држава Хрватска. Па независна држава Хрватска е фашистичка? Не е фашистичка, таа е Хрватска по протекторат на нацистичка Германија. Правеше... А денеска ние што сме? Големи зверства правеше. Не, денес што сме ние фашисти? Што сме ние денес фашисти? По влијание на НАТО? Путин нас не вика се фашисти, натовистите. Еве денешна Македонија независна фашистичка ли е? Зашто сме ние под НАТО? Па кој вели дека НАТО е фашистички? Путин. Па се извинете, ама ако Путин ја пишува историјата следниве 50 години, тој ќе го напише. Дека во 2020 година Македонија влегува со фашистите. Затоа вемувам, историјата пишува победниците. Дајте ние да се издвоиме низ сито убавата македонска епопеја. Чистата. Костовски, ајде малку да го слушам Павле тука. Да, одговорете, па после тоа ќе зборувам. Петар,
Прости ми, Петар. Морам да кажам дека во основа не согласам со неговите ставови и гледање на воопште геостратешката состојба со војната во Украина. Дали е агресија, дали е војна, за мене дефинитивно денес имаме преку 3 милиони луѓе избегани, плюс тоа многу разрушени. Повеќе од 3,7 веќе, да. Голема е штетата која што е направена за тоа популација таму. Историјата во ниеден момент не смееме да идентификуваме за нас македонците испоредување со украинци и руси. Никој пат. Русите никој пат не асимилирале. Немало асимилација. Да по сила на закон мора да биде русин. Овде кај нас, ние македонците, цело време сме подложни на асимилација. Дали грчка, ние имаме бугарофили, србофили, гркофили. Тоа е фактот. И друго, сега да ви кажам. Македонија и македонскиот јазик, споредба со украинскиот јазик, литературен, е многу постар. Видете вака, сум живеел таму и морам да кажам дека Украина секој пат била земја во која што била дел од големи империи. Се сеќаваме на Киевска Русија. Од давнешни времења. Се сеќаваме на Полска, која што до негдека 16-17 век била од Балтик до Црно море, каде цела Украина е била дел од нив. Се сеќаваме на Австро-Унгарија, кога е денешен Лвов бил дел од Австро-Унгарската империја. Сакам да кажам, тука имам големо мешање на многу цивилизации и вредности во самиот систем. И сама Украина, самиот украински народ, тој е комплетно се разликува од тој на западниот дел и источниот дел. Западниот е повеќе со полскиот јазик, тие што го зборуваат. Западниот дел е тие верски се унијати, значи тоа се унијати, тоа е десни сектор. Преобратени православци, и сега да не забораваме да ти кажам. И самата историја говори едно, дека украинците од западниот дел на Украина биле најголеми подржувачи на Хитлерова Германија. Оние Einsatzgruppen кои што биле по тројца и убивање на евреи и се руско население, најголем дел биле тоа. Најголемите управители со концлагорите биле украинци. Од точно тој дел западниот сектор. И затоа равенство немој, Петар, да ставаш меѓу Македонија и Украина. Ние сме овдека секој пат сме се борели, сме се одбраниле да не асимилираат. Украинецот никој не го асимилирал. Тоа е голема разлика. И сакам да кажам, не, русите, меѓутоа појаците се обидувале како што затоа што тоа на универзитет меѓу појаците и украинците постои ден денес или сега отпорот кон Русија ги обединува. Затоа што и појаците имаат аспирации за таму и за јазик и маđар, денеска вие одите во Полска, ќе ви кажам. Па и романците имаат малцинство. Лвов е полски град. Ако погледнете архитектурата, тоа е исто како да го гледате Краков и Лвов. Многу слична архитектура од времето на Австро-Унгарија. Краков ти е пандан на Прага, на Виена, на Будимпешта. Тоа се тие работи. Видите, тоа е културата. Австро-Унгарска империја траела со векови. Тоа се елементи кои стануваат во длабоко во подсвеста и на жителите и во подсвеста на сваќањето на тоашна цивилизација. Види вака, за мене многу работи во врска со оваа војна се нејасни. Прво, објективно сите сме сведоци на една комплетна блокада на информации и се врши еден огромен притисок кој што е невиден до сега за мене. Говориме за демократија, слобода, право на мислење. Јас сум против забрана на Russia Today, на поготово ова со културата, тоа е катастрофа. Тоа го спомена и во меѓутоа обострано е и русите забранија, Твитер забранија, Фејсбук. Мислам да биде јасно. Демократијата во Русија нема ништо заедничко со демократијата што се денеска промовира во Соединените Американски држави и Европската унија. Демократијата во Кина не е идентична ниту со руската, ниту со оваа. Меѓутоа функционираат. Има некој начин кој што им е подсвеста на луѓето и на таа популација кој што е функционален. Битно нема глад, има некој стандард, има живот. Што е многу битно, тоа мора и јавноста да го знае. Русија никој пат не дела да освојува територии во Европа. Секој пат европските народи, историски говорам, без да се земе историјата како наука од која што ќе влечеме поуки како се движат нештата. Европа е промотор на двете светски војни. Каде, за што се работи? За територии.
за енергенци, за сировини. Каде почнуваат сите работи? Почнуваат повторно према Русија. Фактички Втората светска војна, најкрвавата, најкрвавиот дел, се одбива точно во Советскиот сојуз. 21 милиони имате таму Сега има теза една... Може да се вклучам? Може, сега има една теза. А зошто се уклучиле американците и дали е пресудна за поразот на Хитлер, искацувањето, битката кај Нормандија, или русите завршиле работа? И дали американците се вклучиле да го поразат Хитлер или да спречат комунизмот, офанзивата на Црвената армија и веќе известната победа над Хитлер, да не дојде во Европа, за да Европа стане комунистичка. Столе, само се ова отвара. ќе кажам, бидејќи јас сум љубител на историјата, History Channel ми е мене најомилен канал во кој што многу работи учам. Атомските бомби во Јапан, Хирошима и Нагасаки, се фрлени од американците со цел да не изгубат многу трупи при инвазија можно, а второ, русите веќе кои што се појават во почетокот на септември таму, прават аршум комплетно и буквално било прашање. Кој ќе го прифати Хирохито како достане цар во Јапан, дали русите или американците? Американците рекле, ние го прифатиме и подпишуваат предавање. Тоа е историјата. Историјата секој пат пише победникот, се слага. Меѓутоа, мораме од историјата да влечеме поуки и да носиме заклучоци. Балканот има и своја специфика. Своја специфика. Украина, Русија има своја специфика. Тие специфичности нека да ги почитуваме, ама да вадиме поуки што не треба да правиме. Не може ние да оговараме денеска кој е управо, кој не управо. Па видете вака, тоа е јасно. Најголема катастрофа е за време на војна, поготово новинари навивачки да се 2000 година Путин уште како веде председател на Руската Федерација дава изјава, недвосмислено вели: ние сакаме да се приклучиме кон НАТО и кон Европската Унија, не сакаме да живееме во изолација. Што станува после 2000 година? А Путин се уште жив кој што владе со Русија. Диктатори. Русија никој пат не била силна ако нема буквално некој кој што седи на чело да биде тврд. Сака да кажете дека таму не може иманентна западна демократија да функционира. За сега како се може? Па и Америка е голема држава, како може? Демократијата е процес. И тоа долг процес. И многу зависи од кодот на луѓето кои што практикуваат таа демократија. Сакам да кажам, Русија, Добро. Путин го нуди тоа. Меѓутоа, што е тоа? Почна со Грузија не мери. Литва, Лотва, Естонија влегува во НАТО. Бивши Советски републики, а Бейкер каже уште 99 година, НАТО нема да се шири кон бившите Советски републики. Добро, има многу битно прашање. Рековте многу работи се нејасни. Меѓутоа, ако сакаше Америка и НАТО да ја струшат, да ја расепкаат Русија, зошто тоа не го направија кога беше најслаба, кога Елци беше зависен, задолжен, може тогаш да ја растура, да ја распрчат Русија. Дали е целта воопшто на тоа? Викаат во дебата мора да се избориш за глас, зашто кога чекаш да дојде ред, ќе помине цела емисија. Не, ова е слободен разговор, Така нема. беше и на некни и на самовистина. Големиот Аристотел, почитуван Трифун, рекол: демократијата е најлоша организација, бидејќи мене и Платон може да не надгласаат тројца пијаници од латинскиот плоштад. Добро, тој бил мудрици да... Така да демократијата е една од најдефектните системи, нели? По филозофијата, нели? А има ли помалку дефекти? И големите умови на човештвото. Што е суштинско? Многу е битно од каде ја учиме историјата. Дали ја учиме од History Channel или ја учиме од книги. Јас, за разлика од почитуваниот Костовски, сум меѓу другото и професор по историја и ја учев од книги, а не од историски канали кои пренесуваат нели сензационалистички вести. Ама тој има директно искуство, живеел, работел таму. А во книгите е многу суштинско објаснето, особено околу епопејата на украинците и русите во Втората светска војна. Тоа е многу опширно опишано. Украинците имаат нацистичка Германија, кога имала потреба работна сила, направила запленување на милиони понизни нели славјани, словени, и ги преселила во логорите низ Полска и низ Источна Германија да работат како работна сила, како робови. Таа земала 2,7 милиони луѓе да работат во незините логори,
од кои 2,6 милиони биле украинци. Тоа е 90 колку и 5%, 98%. Се не знам од каде тоа господинот Костовски го гледал дека најголемите шефови на нацистички логори биле украинци. Бог да чува. Најголемите жртви на нацистичките логори беа украинци, да. Полни се украинци. 95% од нив украинци во логорите. Неспорно дека 8 милиони жртви имаат. Она кое е исто така значено за украинците е следно. Они имаат една несреќа, иста како македонците, еден дел од украинскиот народ, кој упорно се обидуваат да останат, да се борат за независна Украина, се борат на среде меѓу двете огромни армии, меѓу нацистичкиот Вермахт и меѓу Црвената армија. Од друга страна, секако дека имало 500 души украинци и во Вермахтот, ама имало преку 10 милиона украинци во Црвената армија. Од нив загинале 8 милиона луѓе. Ако е факт е дека од тој крај после тоа стали многу луѓе исели украинци во Сибир ги депортирал. Во таа војна, како и од Крим татарите. Само да завршам. Во таа војна Украина влегува со 43 милиони жители. Остануваат само 22,1 милиони жители во Украина. Можете ли да мислите што значи 50% од популацијата е или убиена, или раселена, и после тоа, на крајот на војната, многу милиони украинци завршуваат на Сибир за потребите на големиот СССР да произведуваат во фабриките на војната индустрија во Сибир. Станува збор за милиони украинци. Околу поведението на русите, да, они не асимилираат, они директно убиваат. Без око да им трепне. Како го прават тоа? Доаѓаат во Украина. Зашто поистоветувате цела нација со не нација. Шолц рече многу добра изјава даде. Немојте Путин со русите и со Русија да го изеднат. Да се слушаме сега. Добро, повели. Ги слушате се Трифун неболозите многу јасно. Ама е многу добро. Без да се навредуваме. СССР пред Втората светска војна, зимата 32 и 33 година, донесува уредба со која на украинскиот народ им го зема целокупната храна. Тоа е познатиот светски, како да кажам, тоа е таков геноцид невиден во светски размери, поголем геноцид, дупо поголем геноцид од нацистите врз евреите, од русите врз украинците, каде што 12 милиони украински жени, деца, старци умираат од глад во само една зима со одлука на Сталин. Пазете, зборувам, ќе повторам, 12 милиони украински жени, деца и старци. Ако ова е прифатливо поведение за било кого во Македонија или било каде во светот, геноцидот за мене не е прифатливо поведение. Ниту нацистичкиот геноцид врз евреите, ниту болшевичкиот геноцид врз украинците, па ниту геноцидот врз македонците во Егејска Македонија, кој за мене подеднаков, па и турскиот геноцид врз ерменците и други стотици геноциди што се случиле низ човековата историја. Ако сме луѓе од принципи и од вредности, и ако немаме двојни аршини, тоа ќе ја судиме историјата под еднаков аршин, а не пристрасно да гледаме на една страна, а да одбиваме на друга страна. Ја ќе разбирам доколку гледаме на некој работи пристрасно во интерес на Македонија и македонците. Тоа е очекувано од еден македонец. Меѓутоа да стоиме на страната на Петко и Трајко, на разноразни белосветски преваранти, и пристрасно да гледаме на работите, тоа е за мене апсолутно неприфатливо. Украинскиот јазик е апсолутно со иста историја како македонскиот. Буквално во 18 век започнуваат украинската преродба, особено во оној дел од Украина кој гравитира во Одеса. Украинските умови кои не биле се уште заробени и однесени во Москва, нели, и во Петерсбург, украинските умови ја прават истата она украински сепаратизам за одвојување од руската култура, како што македонските умови и преродбеници го прават македонскиот сепаратизам за одвојување од бугаризмот. Сосема истото. Кога Путин вика не постои украински јазик, тоа е локална форма на рускиот јазик. Е истото што кажува Радев, не постои македонски јазик, тоа е локална форма на бугарскиот јазик.
Домаќине Столе, ќе те молам. Добро, ќе кажа, Се тоа- не се враќаме толку во историјата. Се тоа Македонија, што- па се врати на Украина. Се тоа Ама на- Богоевски, ако се вратиме- Само уште една реченица. Да, Се тоа Богоевски, што Богоевски, Путин ако го се враќаме кажа- толку наназад во историјата, Нема наназад. тогаш и русите Ова се е нанапред. русите се Ова е конструкција 18-19 и век. Украина конструкција од скандинавци. Претходно зборите имало- вие за 15 век. Зборувам уште Дај да понатаму. се расчистиме зашто зборуваме. Сега зборувам јас одам напред за 19 век стигнав. Нели Трифун збореше за 15, сега зборувам за 19 век. Во 19 век и 21 век. Трифун што кажал, ја ќе се изјаснам. Добро, молим те. Без да се расправате, ве молам. Ама не се Денешниот разбираме, Радев вели вака го дискутираме. кажува истото што го кажува денешниот Путин во 21 век. 2022 година. Добро, ма и Путин има јанлаш тука, ако се врати наназад па и без крим ќе остане. Значи зависи до кај гледаш во историјата. Шолц многу добро рече, ако и се Радев е враќаме, јанглаш за Македонија. па и македонците ако се враќаат во Ако се врати историјата, назад ќе остане без Пиринска. Затоа ама сите дајте- ќе до Адам и Ева ќе стигнеме. затоа Немојте дајте така да се. немаме двојни аршини. Да. Столе, Повелете. вака прво. Ајде, само малку по- Апсолутно ја го разбирам Петар, бидејќи он е сепак има општествени науки, историја, му е као предмет, меѓутоа историјата повеќе се учи да и владиме поуки од историјата, да не ги повторуваме истите грешки. За жал, во твоето тумачење тука има толку субјективен однос, тоа е страшна работа. Јас историјата доживувам, ја сакам, ја користам и ја употребувам за да не ги правам истите грешки. Меѓутоа, човек, луѓе сме и грешки правиме. Зборуваш ти со милиони луѓе погинати во Украина. Па во цела свет, Втора светска војна, Советскиот сојуз има се на се 21 милион луѓе погинати, цивили и војска. А ти ми збореш за Украина 12 милиони. Човече, дали си ти се гледа дека природните науки апсолутно. Добро, Богоевски, оставете го нека. нека. И нападеш олигарсите. Олигарсите не За да постат има само... помоци што богат. А види вака што е олигарх за Да тебе. ме грузите повеќе богат или обратно. Од украинците Ама или обратно. што ти воопште знаеш за бизнес? За мене жртва е Што ти жртва. знаеш за бизнес? Се. Ти си општественик, не знаеш Што ништо. сакаш да ти кажеш? Добро, Види, Богоевски, Петар. те слушавме нека... Петар, не знаеш Добро, ништо. Добро. Ти, Трифун. мама носи... Така не знаеш ништо ќе му кажеш на твоите Тато деца. Не на носи мене. мама Добро, без... меси. Ама не е причина сега да Тато се... носи мама меси на твоите Богоевски, деца. Богоевски. Твоите деца се воспитани, тато носи мама меси. Јас сум дечко, Не, роден Богоевски, во Богоевски, не. работничка фамилија, сам пораснат, Богоевски, сам школуван, Богоевски, не е сам тоа создал темата бизнес денеска, И Богоевски. се во животот имам сам создадено, и Богоевски, семејство. Богоевски, не. Тоа на твоите деца, тато носи Не мама дојдовте меси. тука да зборуваме и да И дека не спуштаме, знаеш. да го спуштаме нивото на Нема. дебатата. Зборуваме сега за ова. Костовски Тоа си повелете. навикнат да чутат некои други. за мене. Добро, Богоевски. Повелете. Повелете, Столе, извинете. ја ќе се заблагодарам. Ја навистина сакам да дискутирам, меѓутоа Со навреди Не, Богоевски, прво почнавте вие малку Сакам со да навреди, дискутирам. сега Кој прави навреди? полемика. Јас навредив. Добро. Меѓутоа, Без, сакам да дискутирам и да се Повелете. разбереме. Да преслушаме Ја си, преди Добро. преди се не дојдов овде ради Петар, дојдов ради твоите Така е, вашите. Сакам да им се Повелете. извина. Руско-украинската војна не сме ние тука да ја судиме. Ние само ќе ги почувствуваме последиците од таа војна. Да, за тоа зборувам. И веќе ги чувствуваме. Мене ми е жал што воопште таа војна настанала. Јас сум работел 30 години со Русија и Украина. Меѓу Руси и украинци никој пат немало делење. Секој пат на маса заеднички ја представувале Да, па делот за на тоа победа. викав, тоа искуство, Во 40 тој години дел. имате работер, во кој Мене дел? ми е Донбас? многу чудно Да. како успева они да ги меѓу себе да станат непријатели денеска, да се тепат и тоа жестоко. Мене ми е тоа многу чудно да ти кажам. Ама верувај ми, го познам Па менталитетот. не верувам како И што на вели Украинецот, Богоевски, дека е тоа изворно храбри непријателство луѓе се, и исконско. едните и другите. Затоа велам и в Западот има некоја вина која што Види вака, Западот извини. А и Русија во што не го начинот на менаџирала кој што се подобро понаша. тоа. Види, Столе, начинот на кој што се понаша, во поглед санкциите према Руската Федерација, Европската Унија и НАТО, тоа апсолутно ни најмалце тука не говориме за демократија. Ти погледни го сега последните односи меѓу шефицата за надворешни односи на Германија и Вучич со Србија. Притисок невиден ако сака да се придружи кон европското семејство. Што тоа значи? Немаш ти право на своје мислење. Немаш ти право да слободно размислуваш што е за тебе најдобро. Не може така. И мора ние објективно да имаме информација од сите страни да дадеме суд. Меѓутоа, дека оваа војна се плашаме едно. И двете светски војни почнуваат од тлото на Европа. Европа е најневралгичната точка на земјината топка во поглед идни војни. Од русите
Ги скршија забите французите, ги скршија германците, ги скршија јапанците. Нема, тука да ти кажам, се повторно се чепкат за работи кои што може да бидат многу опасни по светскиот мир. Види вака, оди ти, ние сите велиме татковина. Во Русија оди мајка Русија е таа. Има симбиоза тука во поглед тој збор што значи мајка, што значи татко. Мајката е таа која што го дава животот. Сталинград, кој што се погинати мавзолеот и тој споменик што е дигна скоро 200 метри. Волгоград денешен. Таму 2 милиона луѓе руси се погинати без име и презиме. 2 милиона. А токму тоа и оваа војна покажува дека русите не внимаваат. Мораме историјата да земе, да влечеме поуки. Русија никој пат не била агресор да се шири кон Европа. А Русија припаѓа европска земја, цивилизацијски сакаш, религија, црква. Сите, тоа е европска земја. Костовски, колку и да сакаме да ги гледаме тие причини, не можеме оправдување да најдеме за со војска да влезеш и да бомбардираш, зошто претходно тоа не е. Сега некој ќе рече, он чекал, покажал трпение. Меѓутоа, основното прашање, зошто и тие што се проруско говорно подрачје, руси кои што се и тие веќе ги врти против себе со овој начин на однесување. Ќе ми дозволиш уште Да, слободно зборувате. Уште минута. Не, слободно зборувате колку се. Само извинете да кажам, за слушателите имаме на промена, може да се јавуваат на 397 707 397 727 и на локал 104 кој што е директно за програма. Повторувам, 397 707 локал 104 повикувачки број за Штип 032. Повелете ги, очекуваме вашите прашања. Желински, актуелниот председател, он е од Кривој Рог. Неговото обраќање и на руски и на украински. Изворно негов говорен јазик е рускиот. Рускиот. Да. Јас, во Кривој Рог е центарот на таа цела индустрија, железна руда, агломерати, пелети, црна металургија. Кривој Рог е град кој што е широк 15 км, долг е 120 км. Таму сум живеел, таму се сите најголемите богатства во... Тоа е во централна или не? Тоа е во јужниот дел на Украина према Одеса. Према Одеса. Према Крим. Сега види вака, и ова сакам да кажам. Желински, он го чувствувам дека кај него емоциите се многу силни. Меѓутоа не е политичар. Зеленски не може да каже дека е нацист, он не е 2014 не беше, он дојде после Порошенко. Порошенко беше го донесе Мајдана кој веќе. Не, дозволи, он е честен човек. За него сега кога веќе моли за било каков таков мир, он не може да се он се чувствува одговорен за овие избегнички кризи и оваа бета што се денеска појавува бидејќи објективно секој ќе плати сета таа на цената за оваа војна, самата Украина. Во секој случај. Сега молим те, гледај на политичка сцена од главните актери кои што се задолжени за мирот во светот. Кого нема? Го нема Трамп, ја нема Меркел. Истите останати се. Джонсон е тука, Макрон е тука, дојде Бајден и сега ја нема Меркел. И веднаш изби војна. Украинското прашање не е од вчера, не е од моментот кога почна војната. Украинското прашање веќе е 2 децении. Каде Украина ќе се помести? Тоа се геостратешки работи кои што мораме да ги имаме во предвид. Сега да ми кажете малку подетално како одеше таа соработка Југославија, го спомнуваат, прават паралела сега. Украина можеше да биде како Југославија, да пие и од Русија, да јаде и да пие и од Запад. Југославија беше некоја тампон зона и заради тоа нашите големи фирми Украина е земја во која што не мора да пие, она има доволно во себе, да ти кажам, ресурси. Воопште најплодното земјиште на целата земјина топка е во Украина, во која што ти имаш ти таа земја, чернозем, кој што... А тоа е проблемот, како толку богати земји, народот толку сиромашно живее. Значи, пак тие олигарци прават рашум. Ама, зашо олигарците ги сметате дека се криви? Зашо не политичарите? Па им дозволиле во секој случај. Дозволи да ти кажам, политиката го креира милието дефинитивно што ќе не може олигарко да го топи. Путин се обиде да ги ограничи, ги испоапси. Столе, да не претендира. Олигархијата е политички систем. Исто како демократијата. Во Македонија, да ме сватат граѓаните наједноставно,
наводно одлучува парламентот, нели така би требало, тоа е демократија. Представниците на народот. Во олигархијата пратеници се олигарсите. Они одлучуваат, они се тој свет совет, каде што ги носат сите одлуки. Секојаш тргнуваат од своите бизнис и лични интереси, тоа е нормално. И кралот и кралското семејство тргнуваат од својот интерес Така и на и запад. од своето семејство, нели? Агломератите овие Англиската кралица не тргнуваат од мојот интерес, не ја заболе забот за Петар Богоевски од Македонија. Англиската кралица тргнуваат од своето семејство и интересот на незината Зборуваме за аристократија. распределба на богатството. Како може толку Богатството- богата држава, Богатството- толку најголем дел од народот, од граѓаните да живеат сиромашно? Затоа што сега земја повторно историјата унатат. Соред да тргнеме. Од најдобри години во животот на украинците во наволници Украина и Русија на украинскиот народ, над 30% се извозници на пченица во свет. не само ви кажам, значи најдобро се Украина. да бидеме се па ќе ви кажам па сега и обратно. Не сватите дека тенденциозно зборувам против Русија, не. Сега ќе ви кажам суштинска работа. Во 1654 година се случува тој сесловенски или прословенски сојуз меѓу Украина и Русија, каде што украинците од така наречената Кирило-Методиева јатка, кои се борат за независна Украина, ја повикуваат братска Русија да им помогне да се ослободат од власта на пољаците. Најдобрите години економски за украинците се во периодите кога започнале да соработуваат со царска Русија и кога ги немало тие нели национализации, малтретирање на граѓани од режими зборувам, и после тоа доживуваат исто така процес за време на почетоците на да речем просто кажано после Втора светска војна со падот на сталинизмот. Кога има некаков развој технолошки, индустријски, што го познава Трифун подобро од мене, силна индустрија, огромни производствени капацитети во километри недогледани фабрики и така натака. Проблемот кај украинците е тоа што се они перманентно ограбувани, насилно им е одземано целокупното национално богатство низ сите историски периоди. Било од која да е империјална сила. Што мислите вие кога ќе влезе Австро-Унгарската империја, таа мисли на добробитот на незините поданици во украинци, не, мисли на богатството на Виена и на Будимпешта. Или Полска, или царска Русија, или да речем која и да е империја, го мисли истото. Ке продолжиме реклами, имаме уште еднаш да повторам 032-3977-07, локал 104, имаме веќе слушатели, после рекламите ги вклучуваме наши гости Трифун Костовски и Петар Богоевски и ве молам малку по кроце стадион. Стадион. Емисија за вашата вистина.